И веднаш по овој преглед на вестите, почитувани гледачи, ја продолжуваме отворената програма. Во овој дел зборуваме за здравјето, односно нешто што го најавивме уште на почетокот, во знак на одбележување на 14 ноември, светскиот ден на дијабетесот. Зборуваме посебно ставајќи акцент на тоа како здравата храна и како храната и исхраната всушност има начин и влијание кај луѓето кои што го имаат дијабетот како терапија и во одржувањето и контролирањето на таквата состојба. На оваа тема денеска разговараме со доктор Александра Хаджидимова, диетолог од одделот за диетологија и нутриција во клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и ви благодарам на поканата. Така, светскиот ден на дијабетесот секоја година на 14 ноември и всушност целта е да ја подигнеме свеста кај сите нас дека болеста е присутна и добива се повеќе епидемиски размери. Да, Билјана, ние двете уште додека се договаравме кратко околу нашава емисија, прозборавме околу тоа какви се бројките за денешната присутност на дијабетесот на светско ниво и можеме слободно да кажеме дека станува збор за едно од најчестите ендокринолошки или метаболни нарушувања, кои што од ден на ден се повеќе добива своји, да кажеме, пациенти. И сето тоа настанува како резултат на можеби недоволната сподигање на свеста за превенцијата кај ова заболување или додека иако се појави веќе станува збор за можност да ние со медицинска диета успееме да го ставиме под контрола, тој дијабет, и да успееме на еден начин да им помогнеме на пациентите да имаат долгорочен квалитетен живот. Бројките се поразителни и се смета дека недека до 2030 или 2040 година ќе се искачи тој број на 642 милиони, што е навистина многу од светската популација. И истото се случува и во Македонија, да зборуваме малку на едно локално ниво, каде што да кажем се смета дека негде околу 180.000 жители се заболени од ова заболување, од кои што 40.000 се на инсулинска терапија, останатите сметаме дека се во делот на оралната антидиабетична терапија или пак можеби во онаа преддиабетична состојба која што денеска малку повеќе ќе сакаме да ја афектираме во однос на проблемот кој што се појавува, каде што знаеме дека дијабетот не боли, меѓутоа промените се случуваат претходно и таквите прегледи кои што треба да не насочат дека нешто се случува во организмот, треба да бидат превентивни прегледи за кои што важноста е многу голема и заради тоа сметаме дека овој светски ден треба баш затоа да го искористиме, да ја подигнеме свесноста за прегледите на времени, превентивни во однос на шеќерот во крвта, и дијагностицирањето на дијабетот. Или навреме да го откриеме, или навреме да ги спречиме компликациите кои што се некогаш и фатални по здравјето на човекот. Да, тие бројки денеска кои што ги спомнавме, исто така кажуваат дека секоја 6 секунда може да добиеме човек кој што умира како последица или како последица од компликациите на дијабетот, односно од самиот дијабет, што е навистина фреквенција многу голема и исто така мораме да го спомнеме дека денешниот светски ден на дијабетот е посветен на гестацијскиот дијабет, односно тоа е дијабет кој што се појавува во текот на бременоста, една од формите на дијабет кој што не мора да значи дека понатаму ќе продолжи, меѓутоа сепак се смета дека едно од 7 раѓања отпаѓа на гестацијскиот дијабет, дека може да се појави, и тука фреквенцијата ни е многу висока и голема. Не мора да значи, можеби во текот на животот понатаму така кај тоа дете или кога ќе стане возрасен човек да си го носи тој ген така и да го добие дијабетот. Да, точно, заради тоа што освен гестацијскиот дијабет ние знаеме дека разликуваме два типови на дијабет. Без разлика за каков тип на дијабет станува збор, не спомнавме дека дијабетот во суштина представува една здравствена кондиција каде што немаме правилна регулација на шеќерот, односно на глукозата во крвта. Оваа неправилна регулација најчесто настанува како резултат или на недоволно излачување на инсулинот, тоа ни е хормонот кој што се лачи од бета клетките на панкреасот, жлездата која што е најмногу афектирана кај дијабетот во овој случај, или настанува како резултат на една неосетливост на присуството на инсулинот.
Дијабетот тип 1, тоа е веќе дијабет кој што бара обавезна да кажем терапија со инсулин, односно инсулин зависен дијабет, додека дијабетот тип 2 е оној кој што најчесто ги погаѓа луѓето и се смета дека 90% од сите пациенти на дијабет се точно со дијабет тип 2. А за наша голема среќа тоа е дијабетот каде што ние во принцип можеме да делуваме со промени во животните навики, со внесна малку поголема физичка активност, односно кондиција, што ќе ни помогне да го ставиме под контрола, значи тој дијабет. Така, исхраната, посебно како што рековте, кај дијабетот тип 2 е она што нели е и како терапија всушност, така за контролирање, одржување на нивото или пак намалување на лекарствата кои што мора да ги пијат и да ги примат. Да. Да го објасниме малку тој цел механизам, за да им стане и на гледачите ваши нели појасно за што станува збор. Кога јадеме, во организмот внесуваме шеќер. Подоцна или покасно, ваквите јаглехидрати, дали се прости или сложени, ќе се разложат до глукоза. Оваа глукоза, односно овој шеќер, е основната енергија на која што е потребна на клетката за да може да работи. Ако ги, да речем, замислиме сите клетки дека представуваат мали фабрики, всушност гликозата се тие работници кои што ја создаваат енергијата во самите клетки. Но таа глукоза, за да навлезе во клетката, е потребна врата и клуч за да може нели да влезе во самата фабрика, а тој клуч всушност представува инсулинот. Инсулинот е оној кој што ја внесува гликозата во клетката за да може да се произведе енергија. Заради тоа многу ни е важно каква ќе биде продукцијата, односно импулсот од храната, за да се излачи инсулинот како одговор на внесот на шеќерот. Доколку внесуваме храна која што тоа го прави многу брзо. Значи тука веќе се соочуваме со оној често присутен термин или во последно време гликемиски индекс на храната. Доколку внесуваме храна која што многу брзо ќе доведе до излачување на инсулинот од панкреасот, во тој случај тој инсулин брзо и ќе го внесе шеќерот во гликозата во клетките и на тој начин добиваме брзо заситување, меѓутоа и еден магепсан круг кој што ќе не доведе до еден брз пат на шеќерот и затоа велиме настанува еден хипогликемиски компензаторен шок на организмот, паѓање на шеќерот, кој што пациентите нели го опишуваат како тремор, како лошо ми падна шеќерот, имам вртоглавица и така натаму. И заради тоа секогаш обрнуваме внимание да дневното мени кај ваквите пациенти биде значи исполнето со храна која што е составена од сложени шеќери, значи односно од јаглеродни хидрати кои што имаат низогликемиски индекс, меѓутоа не треба да ги заборавиме ниту здравите масти, ниту здравите протеини. Протеините се оние кои што нели го градат нашето тело, значи да кажеме дека тоа се циглите на нашето тело, ако се замислиме како една куќа, додека витамините, минералите, значи антиоксидантите, сите оние кои што микронутриенти кои што се наоѓаат во исхраната, во принцип ни представуваат изолација или она што нас ни е потребно за да можеме да функционираме без да се чувствуваме сити, а потхранети. Значи тоа е многу честа појава денеска. Јадеме само за да почувствуваме ситост, без при тоа да обрнеме внимание на квалитетот на храната и дали ги внесуваме доволно сите потребни макро и микронутриенти. А од тоа зависи и каква е дразбата на панкреасот. Знаете како панкреасот представува една жлезда која што има и екзокрина и ендокрина функција. Ендокрината функција е онаа која што е одговорна за ова денеска што го зборуваме, односно за дијабетот. Инсулинот кој што се излачува од овие клетки представува еден од најмокните хормони и ние заради тоа во медицината го нарекуваме главен или мастер хормон, бидејќи навистина од него зависат многу метаболни функции кои што се случуваат во организмот. Доколку постојано доаѓа до работа на оваа жлезда и до постојано излачување на овој инсулин, а при тоа не го оставаме да се одмори, не оставаме жлездата да се одмори тогаш кога и е време. Значи, доаѓаме до една состојба на така наречена хиперинсулинемија, односно состојба кога имаме многу инсулин во крвта, а рецепторите, односно вратата што треба да влезе глукозата во клетката, практично станува послабо осетлива. И сега доаѓаме до една парадоксална ситуација. Имаме инсулин, меѓутоа клетката се чувствува гладност, значи нема доволно шеќер заради тоа што
што глукозата се ставила внатре и тоа се произведува. Енергијата се произведува. Меѓутоа, инсулинот, целиот тој вишок, ќе земе и ќе го депонира во еден магацин. Тоа е првиот магацин, така наречен црн дроб или хепар. Меѓутоа, тука гликозата ќе ни се депонира во форма на гликоген. Таа е таа резерва, кога велиме гликогенска резерва. Ќе го прави и тоа до одредено време, значи инсулинот, меѓутоа ние не сопираме со промената, продолжуваме понатаму. И мора да најдем некој друг начин. Ете така, да. Организмот е доста паметен, човечките тела се паметни и мора да најде начин како да заврши целата таа состојба која што вие му причинувате со внесна постојано на храна која што не е соодветна, значи од надвор. Што прави следно, значи инсулинот ќе земе и таа гликоза сега ќе ја стави во вториот магацин, а тоа се адипоцитите или тоа е така нареченото масно ткиво. Од тука и таа поврзаност на инсулинската резистенција со центрипеталната дебелина. Иако за првиот дебелина во областа на стомакот, која што се појавува во пределот на стомакот на абдоменот, и затоа велиме дека кај пациенти кои што најчесто доаѓа до дебаланс, значи на липидниот профил, односно на маснотиите во крвта, каде што имаме значи низок заштитен холестерол или пак висок лош холестерол, така наречен народски, значи кажано, каде што имаме покачен крвен притисок, каде што можеби е присутна таа центрипетална дебелина, значи и воедно еден од симптомите и покачениот шекер во крвта, дека се случува така наречен метаболен синдром. Тоа не е заболување, меѓутоа е доволен, како да кажем, жолт картон, дека нешто се случува и дека веднаш треба да се превземе нешто, а тоа превземање во прва линија, секогаш велиме, првата терапија на избор е медицинската диабетична диета. Дали се работи само за средување на шекерот во крвта или пропратно, треба да се средат и другите биохемиски состојби, сепак е навистина важно да се разбере, заради тоа што тука е моментот кога можете да си помогнете без да прибегнете кон терапија која што треба да биде во форма на лек или на медикамент. Значи, кога ќе се наполни овој вториот магазин? Тој има неограничена можност да се полни и тука е тука е тој магепсан круг од кој што во принцип не се знае како да се излезе и заради тоа тука веќе доаѓа до постојано таложење и вие не така ретко ќе слушнете од некој кој што е обезен, кој што навистина има голема масна маса, ама јас сум гладен, ми се јаде, не можам да се најадам, чувствувам потреба за јадење. И тоа тој човек вас, тој пациент не ве лаже, навистина е тоа така, заради тоа што неговата клетка е гладна. Значи, глукозата оди во масните... Доаѓа тука она што треба да се го најде местото. Тука веќе инсулинот ја откажал послушноста на панкреасот, односно на, да кажем, на неговиот шеф, кој што му вели, оди и ставија глукозата во клетките, дај енергија, мора нешто да се направи тука. Меѓутоа, заради тоа, во последно време, многу научни докази укажуваат дека диетите, кои што се само со кратење на калории, веќе не се толку, да кажем, моќни, да можат да доведат до намалување на килограмите на телесната тежина, иако и самата диабетична федерација интернационално кажува на тоа дека само 5 до 10% да ја намалите телесната тежина ќе доведете до регулација и на шекерот во крвта. И тука има некои својни или параметри околу тоа колку е обемот на половината кај жените и кај мажите, односно на ризична, да речем, група веќе кога се смета дека настанува ризикот од кардиоваскуларните, цереброваскуларните заболувања, диабетот, значи како што денеска го разговараме и така натаму. Така да во принцип сега повеќе многу се оди на тоа да е многу поважно кој тип на храна го бирате во таа диабетична диета, отколку на бројот на калориите во текот на денот. Заради тоа што не е важно вие само постојано да грицкате нешто во текот на денот и постојано да предизвикувате нели излачување на инсулинот, туку е важно да тој шекер кој што ќе го внесете, да има еден свој пик кој што ќе направи значи влез во клетките и производство на енергија, инсулинот да има едно 3 часа време да може значи да се одмори, да ја заврши таа работа, за да може еден друг ензим кој што се наоѓа внатре во масните клетки, а тоа е липазата. Значи инсулинот и липазата делуваат по принцип на клуч и брава. Се додека инсулинот е високо горе во крвта, липазата мирува, односно спие во масната клетка и не може да доведе до намалување на масните
самите наслаги, односно до топење на маснотиите. И затоа секогаш велам дека безпотребни се сите тие диети, течни сокови кои што се препорачуваат или можеби физички вежби кои што се во вид на масажа за истиснување на мастите и така натаму, доколку не се обрне внимание на правилната вистинска диета. Да. Можеби некој ќе каже сега каснав едно парче интегрален леп со мед и тоа е нели здраво. Меѓутоа таа храна од прилика за некои 2 до 3 часа повторно ќе побара нов оброк. И тука е грешката во однос на честотата или неправилниот ритм во денот во однос на самите оброци. Значи временски испланирани оброци треба да се имаат. Временски испланирани оброци во зависност од тоа дали зборуваме за превенција или веќе зборуваме за медицинска диета кај третман на диабет. Можеби ќе има потреба од една, можеби ќе има потреба од 2 ужини. Сето тоа го правиме врз основа на вредностите кои што ги добиваме од инсулинот, односно од шеќерот во крвта и од еден друг параметар кој што ни укажува како се движи шеќерот во текот на 3 месеци наназад. И тука веќе значи индивидуално за секој пациент, така и за секој човек кој што го има проблемот, дали превентивно или пак веќе така како терапија. Тука денеска кажуваме генерални препораки, бидејќи дијабетот е опасна состојба доколку вие сами превземете нешто на своја рака, не го известите вашиот матичен ендокринолог, дијабетолог кој што го води, значи дијабетот, дека имате некоја медицинска диета, како таа од прилика изгледа и треба да биде тоа во една корелација со докторот, односно со тој што го води, значи дијабетот пациентот, за да не настанат хипогликемии кои што се навистина опасни во оваа ситуација. Да. Се префрламе и во другиот дел од студиото, Јелена со двајцата гости, нашите драги пензионери кои што ни беа во првиот дел од емисијата, да постават прашање. Верувам дека внимателно го слушаат и го следат она што доктор Александра ни го кажува. Да, токму така, ние сме овде, го слушаме вашиот разговор и веќе имаме прашање. Господине, вашето прашање, ајде да започнеме со вас, затоа што вака некако видно сте до мене, повидете. Прашањето до докторка. Па јас би ве прашал, мислам, 1, 2, 3 прашања така во целина да биде. Ајде, повелете. Дали дијабетисот е наследен? Генски мислам. Дали ако биле мојот прадедо, дедо, татко, може и јас да бидам? Второто прашање, дали исхраната е фактор за покачување на шекерот во крвта? И трето, дали мислам начинот на живење, например, урбанен начин на живење, стресови, трчај вамо, трчај овде, трчај онде, дали и това утиче на покачување на крвта? И едно прашање, мислам последното од мене, дали нашата држава Република Македонија има некој тим што ја испитува таа болест и дали има некои заклучоци да таа болест или преку да се лечи некако подобро. Да луѓето дијабетис, како ние што знаеме, дека таа е меѓу врвните болести во светот по смртноста, мислам. И дали нашата Република Македонија превзема нешто да ете така со некои иновации, со испитувања, со лекови, да таа болест да им се олесни на луѓето животот. И второ, мислам, докторката... Да, доволно мислам дека се прашањата, да го слушнеме одговорот, па ќе продолжиме. Повелете. Значи, сето ова денеска што го разговараме, господинот нормално го интересира заради тоа што и самиот кажува дека смртноста е голема. Рековме дека на секој 6 секунди веќе се случува по еден смртен исход од компликациите на дијабетесот. Во Македонија постои издружение за пациенти кои што боледуваат од дијабет, постојат наши колеги, лекари кои што се занимаваат со ова заболување. Меѓутоа, што е она за што денеска најмногу зборуваме на почетокот, кажавме, подигање на свесноста во однос на промена на навиките во животниот стил. Значи, кога
Тоа е најтешкиот дел во суштина. Кога вас ќе ви каже некој дека треба толку единици инсулин да земете или да напиете тогаш во толку часот таблети и така натаму, вие тоа ќе го сторите. Меѓутоа, кога треба да ја промените навиката, едноставно треба да почнете не одеднаш, меѓутоа полека од она што најлесно е за вас, но сепак да дојде до промена во тие животни навики. Да ја спомнеме физичката кондиција која што или активност која што господинот ја спомна, дали ова стресно време доведува. Да, и хормонот кортизол е еден од оние кои што како хормон на стрес допринесува до целиот тој хормонален дисбаланс или до неможност да се воспостави таа хормонална рамнотежа. Исто така и спиењето, недоволното спиење, знаеме дека влијае и врз појавата на дебелината и врз понатаму како тој магепсан круг кој што сега го разговаравме, врз покачување потоа во шеќерот на крвта и така натаму, така да основата, доколку започнете со промени во животниот стил, во однос на исхраната, доколку ги слушате генералните препораки, доколку вие не почнете да го од самото тоа да го промените составот на фрижидерот кај вас дома, доколку отворите, кога имате напад на глад, вие нормално ќе се заситите со било што ќе се најде во фрижидерот. Е многу важно однапред да се припремите дека да, јас ќе променам, од сега за натаму веќе нема во фрижидерот да го држам овој продукт, ќе го држам по соодветниот кој што се препорачува, за да може самите да тргнете од негдека во таа промена на навиките. Така да се додека не се тргне од самиот себе во однос на таа промена, ќе има вакви пандемиски размери ова заболување. Така, кога е начинија или порција нели со јадење за човек кој што го нема проблемот и човек кој што го има диабетот, каква е тука разликата? Има ли разлика? Разликата е во тоа што тој што го нема диабетот треба едноставно да бира храна која што е права и здрава, како не би довел до појава на диабет. За диабетот размислуваме додека сме здрави, не размислуваме кога веќе ќе го добиеме. Кога веќе ќе го добиеме, работата ја оставаме на оние кои што се компетентни да ни ги дадат вистинските совети, како треба да се исхрануваме и која доза, ако е веќе потребно на лек, треба да се прими. Меѓутоа, додека сме здрави, треба да размислуваме на ова заболување заради тоа што се претходно што го кажав, ви покажа дека се афектира панкреасот од таа нездрава, исхрана. Морам да ги спомнам тука и здравите масти, бидејќи целиот тој оксидативен стрес кој што се случува во организмот на човекот, за разлика од здравиот човек, диабетичарот е уште поизразен. Така да храната богата со минерали, со витамини и антиоксиданти е онаа која што треба да доминира во дневното мени, односно свежата и здрава храна. Така, таа е убава и се ужива и во таа храна, така нема. Да, ние често на шала делиме дека диабетичната храна е терапија полна со вкусови. Дека не мора да значи дека кога ќе ја добиете диагнозата на диабет, вие едноставно сега немаме што да јадам, сега не знам што да направам, па не можам да каснам ова, не можам да каснам тоа. Не, може се да се јаде, меѓутоа треба навистина да се внимава на изборот на намирниците, на нивната комбинација, на нивната кулинарска обработка, односно бидејќи многу важно, да, важно е заради тоа што со самата припрема доаѓа до зголемување на шеќерот во самиот продукт. Така да речеме, например, коренестите зеленчуци, како што се морковот, пашканатот, целерот, се навистина зеленчуци кои што компирот, кои што се скробни, кои што имаат во себе, дали прост или сложен шеќер, нели рековме дека повторно во организмот ќе дојде до глукоза, повторно ќе се разложи до шеќер, влијае на зголемувањето на тој гликемиски индекс. Така за едните станини велиме дека ако се сварени ала денте, нели што велиме на зап, малку потврди, имаат понизок гликемиски индекс, отколку ако земеме и ги ставиме да ги свариме баш онака до размекнување. Тогаш веќе шеќерот многу побрзо ќе се крене во организмот кога јадеме еден таков вид на паста. Грешките што ги правиме, така не знаејќи за тие, така како може да влијаат. Јелена, имаме неколку продукти и намирници таму, па може доктор Александра малку и да ни подобјасни. Сега сакав да се надоврзам на вашиот разговор кога веќе зборуваме за храната, ние имаме неколку намирници, па би сакала и докторката ако може малку повеќе да ни ги објасни. Имаме зелка, имаме брокула, цимет исто, бадемчиња. Може ли да ни кажете, претпоставувам, тоест убедена сум дека овие намирници се и како дозволени во исхраната на диабетичарите. Што би додале тука помеѓу овие производи?
Да, интересен избор сте направиле и со самото тоа што брокулата од тука ја гледаме е производ кој што е докажано со најголема концентрација на хром, а еден од минералите кој што учествува во регулацијата на шеќерот во крвта, за кој што има доста студии направено на научна основа, се смета дека помага во осетливоста на рецепторите на инсулинот и во можност да гликозата побрзо се искористи како енергија во самите клетки. Така да брокулата е еден од производите, односно од зеленчуците за кои што се смета дека има најголема концентрација. Зелката и останатиот зеленчук кој што го гледам, баш за коренестиот испомнавме сега ете пашканатот, морковот и така натаму, дека треба да се внимава нели на нивната обработка, односно на нивната подготовка, инаку се дозволени во исхраната кај диабетичарите. Зелката како намирница која што е богата со растителни влакна и така треба да биде присутна, заради тоа што растителните влакна се оние кои што го успоруваат брзата ресорбција на шеќер на гликозата од стревата во крвта. Потоа крвта ќе ја разнесе нели до клетките, меѓутоа додека се преработува во дигестивниот систем, многу е важно исхраната, односно намирниците кои што се присутни на дневното мени, да се богати со растителни влакна, со целулозни влакна, и на тој начин ќе доведат до смалување на гликемискиот индекс на таа храна. Јаткастите плодови исто така, ако го спомнавме хромот, да ги спомнеме магнезиумот, ванадиумот, цинкот, кобалтот, манганот, тоа се се продукти кои што се богати со овие минерали и со овие антиоксиданти, а кои што си имаат своја улога точно во таа гликозна толерантност и во однос на осетливоста на рецепторите на самиот инсулин, така да целата оваа храна, доколку е присутна на трпезата кај диабетичарите, односно кај пациентите со диабет, ќе биде полезна за нивното здравје.Циметот го имаме и cimetот, така и Елена? Да, за cimetот. За cimetот? Да, за cimetот знаеме дека денеска дури има и доста, нели, како да ги кажеме, препарати кои што се направени на база на цимет, па пациентите имаат можност и такви препарати да употребуваат, не само cimetот како намирница, како зачин. Постојат два вида на цимет и едниот е цейлонски, цимет, и оној другиот кој што ние го употребуваме повеќе, да кажам, во исхраната, меѓутоа и двата имаат своја, да кажам, улога во однос на намалувањето на шеќерот и во однос на таа инсулинска осетливост, со тоа што се смета дека дневно не треба да се помине една количина од половина кафена лажичка, кај зборувам за овој ние што го користиме во исхраната, додека цейлонскиот може малку и повеќе да се искористи во дневното мени кај пациентите, и навистина е покажано дека има хипогликемиски ефект, направени се повеќе студии, поготово кај женскиот пол, кај жените, со тоа што и тука би напоменала дека пациенти кои што го користат на своја рака, треба да го информираат докторот дека користат некој суплемент на база на цимет, односно да дадат податок за сите суплементи кои што ги користат, заради тоа што, пак ќе кажам, да не дојде до некој поголема штета отколку бенефит од тоа што се користи некоја несвесно дека нешто добро да направи. Точно, ние сме слушнали и кажуваме дека cimetот е добар, дека тој делува како што треба во однос на таа регулација на шеќерот, но се тоа треба да биде добро избалансирано во текот на денот. Така, кај диабетот тип 2 исхраната, правилната, здрава, избалансирана, редовните оброци, оние како што ги препорачувате да се применуваат во текот на денот, се оние кои што се клучот и во терапијата и контролирањето и да се спречи појавата на компликациите, она што е најсериозното и најопасното од диабетот. Да, ефектираната микроциркулација во организмот може да кажем да даде компликации диабетот во делот на очите, во делот на бубрезите, диабетичното стапало, да кажем, минатиот светски ден на диабетот беше посветен баш на диабетичното стапало, оваа година е гестацијскиот диабет, така да, компликациите се едни од оние моменти до кои што ние лекарите не сакаме да дојде, и заради тоа велиме дека и физичката активност кај ваквите пациенти е од пресудно значење. Се смета дека се многу поквалитетни оние физички вежби кои што допринесуваат повеќе до пешачење, до активирање на скелетната мускулатура, отколку тежинските. Кога веќе разговараме околу тоа кој тип на физичка активност се препорачува, кај диабетичарите најмногу се препорачува тоа да биде пешачењето, одењето, и постепено, доколку се работи за постара особа, се одредува колку километри треба да помине, со која брзина треба да ги спешачи тие километри, така натаму, бидејќи
со самото пешачење, со самата физичка активност, вие го трошите гликогенот од скелетните мускули, па повторно можете да направите некој дисбаланс во однос на шеќерот. Заради тоа, значи, сето тоа треба да биде добро, значи, одредено и од оној кој што го води, значи, дотичниот Така, пациент. значи луѓето кои што веќе го имаат диабетот, за се што ќе преземат дополнително, Да. освен она нели пропишана веќе терапија од лекарот, да се консултираат со лекарот да за се се го што известат дополнително би лекарот, презеле. да, и треба да превземат. Тоа е моментот кој што денеска сакаме како порака да го испратиме, значи дека навистина треба да се превземе промена во животните навики за да се смалат овие поразителни бројки кои што не се на светско ниво. Не е тешко, кажавме дека е тоа храна која што ние вообичаено си ја консумираме, значи со добра комбинација со правилна кулинарска нивна обработка, значи со едно добро средено мени, тоа се постигнува, значи, лесно, да не сметаа дека само со помалку јадење ќе може да доведат до намалување на тежината и до намалување на шеќерот на крвта. Тоа е она броење калории кои што го рековме, бидејќи порано вистина е дека постоја диети кои што беа со броење на лебни единици, со броење на калории, тие беа давани од нашите, значи, нели, институции, од здруженијата на диабетот и така натаму, меѓутоа медицината оди напред, испитувањата се менуваат и работите, да, видено и докажано дека многу поголем ефект имаат ваквите диети и најважно од се е да се знае дека тоа представува медицинска прва линија на третман, која што не треба да се пренебрегне, него треба навистина да се проба, да се стави под контрола, значи ова заболување, па дури и со таквите превентивни, значи, прегледи кои што ги напоменавме на почетокот. Така. Со диабетот се живее само ако добро се контролира и се внимава се има на сите добар квалитетен овие живот, работи. точно, Така, да. Доктор Александра, ви благодарам што ни бевте денеска. Ви благодарам и Во вас на отворената поканата. програма.